Четврток, 26 март, кратки вести во 12 часот. Продолжува црната статистика кога е во опрашање семејното насилство во Охрид. Состојбата станува алармантна. Пријавени нови 3 случаи во само еден ден. Татко нападнал син, а во 2 случаи сопруг нападнал сопруга. Според експертите, семејното насилство е феномен што не избира ни по пол ни по возраст, туку е многу посеопфатен и вклучува загрозување на туѓото право, нарушување на интегритетот на другиот. Тоа не е нешто што се случува зад затворени врати, туку општествен проблем за кој сите мора заеднички да делуваме. Автомобили на тротоар и велосипедска патека паркирани или со вклучени 4 трепкачи. Ваква е секојдневната слика долж улицата Питугули во Охрид. Читатели на Охрид Прес до редакцијата испратија фотографии. Велат за да се стигне од еден до друг крај на улицата повеќе одиме по коловоз отколку по тротоар. Проблем е и поминувањето со детска количка, а со затоплувањето на времето дополнително ќе треба да внимаваме и на скутерите оставени на тротоар. Граѓаните бараат почитување на сите постоечки законски регулативи и истите да важат подеднакво за сите, почести контроли на надлежните и подигнување на сообраќајната култура. Охридскиот народен театар организира 2 хуманитарни театарски изведби со цел да се соберат средства за лекување на нашата сограѓанка Ева во Германија. Вечерва од 19 часот премиерно ќе биде изведена детската представа Чаплин во црно-белиот свет во режија на Ѓорѓи Ризески. Утре по повод меѓународниот ден на театарот ќе се одигра представата Парите се отепувачка во режија на Андреј Цветановски. Средствата собрани од продажба на билетите од двете представи ќе бидат целосно наменети за поддршка на лекувањето на Ева. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.